изјавата на министерот за здравство Филипче во врска со мерките за намалување на дојничката смртност и предвреме родените деца предизвика лавина реакции. Како вие ја коментирате со оглед на тоа што тој делумно вината ја префрли на самите трудници, на мајките кои не воделе доволно грижа за сопственото здравје? Реакциите се сосема оправдани, бидејќи изјавата во најмала рака е неумесна, а посериозно кога гледаме, во основа е безобразна и е мизогина изјавата. Во земја во која што знаат најмалите деца дека здравството е во комплетен распад, во која што луѓето живеат на рап на сиромаштија и во екстра субстандардни услови, во која што бременоста за жените чини огромни средства на пари кои што треба да ги обезбедат за основните работи кои што се поврзани со бременоста, да не зборуваме и за суплементи и све она што е дополнително кое што сите бремени жени мора да ги плаќаат и ги обезбедуваат, а голем дел од нив едноставно тоа не може да си го приуштат. Земја во која што немаат се уште голем број на жени достапен гинеколог во местата во кои што живеат, нема доволно кадар во клиниките за гинекологија и акушерство и условите во самите клиники се мизерни и во такви услови министер за здравство, кој што е да нагласам, министер во социјалдемократска влада, дава изјава која што е грозоморно капиталистичка, бидејќи ја приватизира вината и ги порекнува сите клучни социјални фактори кои што не се исполнети за да им се дадат условите на жените да имаат безбедна и здрава бременност, тоа мислам дека е стварно скандалозно и мора да преземе одговорност министерот. За тоа во најмала рака мора да се извине веднаш до сите родилки, до сите оние кои што ги изгубија своите неродени деца, да се извини до семејствата кои што ги претрпеле травмите и воопшто до сите жени во државата мора да се извини. Не доликува за министерот таква влада да дава една таква изјава. Да не продолжам да зборувам кои се сите други систематски услови кои што не се исполнети. Ние имаме проблеми со недостапно сексуално образование. Статистиките и податоците кои се добиваат од истражувањата кои што на пример Хера ги прават со години се застрашувачки. Ако ги земеме во понатаму различните диференцијациите помеѓу жените во општеството, на пример за жената ромка во какви услови. Ако гледаме жените од наливите категории на граѓани, уште во какви посериозни тешки услови живеат и ја проаѓаат сопствената бременност, мислам дека стварно не е долично и доколку не се извини, јас мислам дека треба да му се приреди еден добар протест на министерот за здравство, бидејќи го почна мандатот, меѓутоа очигледно ќе треба да го заврши многу побрзо со вакви изјави. Што препорачувате уште еднаш да се фокусира? Тој вчера излезе со една стратегија, со еден план околу мерките, но што препорачувате вие, на што најмногу треба да се фокусира министерството во оваа насока со цел намалување на овие негативни статистики? Видете, ова не е нешто што би било измислување на топла вода. Сите невладени организации кои што работат на проблематиката со години укажуваат на серија систематски решенија и предлози кои што ги даваат за подобрување на проблемот. И тие се многуборни, треба само да се повикаат ЕСЕС, Друженска, Хера и коалицијата и другите организации кои што работат на здравствени права и за обезбедување на основни здравствени услуги за пациентите, за да се видат кои се решенијата. Тоа се пред се систематски решенија кои што вклучуваат првин гинеколог достапен за сите жени, по решавање на сите проблеми со патронажните служби, со сестрите за кои што се известуваше дека има проблеми, обезбедување на бесплатни сите потребни здравствени прегледи кои што се за жените за време на бременност и обезбедување на бесплатни се разбира суплементи и сите оние лекови кои што им се потребни на жените во бременоста, без разлика на која категорија граѓани припаѓаат, особено за најранливите жени. Привилегија е за мал број на жени да си дозволат да се породуваат во приватните клиники, каде што цените знаеме сите колкави се, а тоа не може да си го дозволи, односно само мал број на жени може да си го дозволат. И понатаму програмите кои се наменети за постоечките треба се коригираат, значи не е комплицирана работата, едноставно треба
треба да се седнат луѓето кои што имаат капацитет, имаат експертиза и ги дале до сега препораките да се соберат и да се види кои се најитните и систематски решенија, да не зборам за кадрите во болниците, за нивно дообучување, за правилно работење со прилуките и условите во самите болници. И сега министерот носи одлука дека он ќе ги префрлил, ќе ги враќале сите пациентки од другите градови кои што доаѓаат во Скопје во клинички центар. Сериозно. А што ќе се случува? Помор во клиниките во другите градови каде што стандардите се неколку пати уште послаби за разлика од стандардите кои што ги имаме кај нас во клиничкиот центар, каде што имаме 6000 годишно породување за максимален капацитет околу 4000. Мислам, стварно е, јас не знам како можеше ова да ни се случи, да после сите разговори, сите протести, сите укажувања од невладините организации, претензиите дека оваа влада влегува во соработки и го слуша граѓанскиот сектор, да се доведеме во ситуација во која што се даваат такви небулозни изјави.